Почнува да се расветлува пожарот во депонијата Вардариште кој го задуши Скопје. Тројца обвинети признаа вина за кривичното дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Мајсут Мемиши, Алмира Сани и Флори Марифи во среда ќе добијат пресудата бидејќи во периодот од 2020 заклучно со 2 септември годинава противзаконски вршеле откуп на старо железо, стари акумулатори и други обоени метали кои ги оставале во импровизирани објекти и пунктови, со што довеле до настанување на диви депонии. Дополнително тие не поседувале никаква лиценца за вршење на оваа дејност. Вршеле дејност откуп на старо железо, метални производи, стари акумулатори и други обоени метали на импровизирани објекти, импровизирани пунктови отпади без означена фирма, иако знаеле и биле свесни дека не поседуваат соодветна дозвола за вршење на дејност за управување со отпад, согласно член 64 од Законот за управување со отпад и за таа намена немаат основано правно лице. Со вака преземените действија обвинетите го сториле кривичното дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Обвинетите кои во моментов издржуваат мерка притвор во шутка побараа да добијат условни казни, односно да не одат во затвор, се каеле за она што го сториле во текот на минативе 5 години. Јас се каам за ова што го сторив и ветувам дека нема да се повтори и се надевам дека ќе се вработам, ќе обезбедам екзистенција за моето семејство. Се каам за стореното дело, нема да се повтори повеќе. Го молам судот да го има во предвид моето семејство, дека имам 3 малолетни деца, сум се трудел честно да заработувам за нив. Се каам за она што сум го сторил и нема повеќе да ми се повтори. Флори Марифи бил подготвен да го исчисти неговиот дел од депонијата, надевајќи се дека тоа ќе биде олеснителна околност во овој случај, но немало одговор од надлежните. Неговиот адвокат Костадин Веселиновски вели дека дополнителна олеснителна околност за сите обвинети е што во обвинението не стои дека горело тоа што тие го фрлиле. Да го исчистиме просторот кај што е складиран тој отпад од хаварисани возила, железо и други метали, но остана како прашање незавршено, што сметав дека ќе беше околност за олеснувачка за поблаго казнување на обвинетиот, односно дека е свесен за стореното. Инаку на 9 јули на Вардариште беше предизвикан неконтролиран пожар кој поради обемот и опасноста не можеше веднаш да биде ставен под контрола. Во обвинителниот акт, поднесен пред 20 на денат, се вели дека при согорувањето на отпадниот материјал беа испуштени чад, пепел и штетни гасови во амбиенталниот воздух и беше предизвикана опасност за животот и здравјето на луѓето од поголеми размери. Според законот за обвинетите е предвидена затворска казна од минимум 3 месеци до 3 години.